сега ще едно много интересно излагане професорката Виолета Асковска, Гоце Делчев по междувоенното и сегашното. Почитувани дами и господа, сакам да кажам дека сум горда што сум македонка и што сум денес дел од ова достоинствено чествување на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Гоце Делчев помеѓу минатото и сегашноста всушност е диалог помеѓу она што се случувало во минатото и она што го доживуваме во нашата денешна современост. Благодарна сум на колегите што изнесоа толку многу податоци. Мојот реферат исто така содржи доста податоци, литература, документација од различна провиненција. Се надевам дека ќе го прочитате, а сега се потрудив да направам само една куса синтеза, односно едно резиме од сето она кое е содржано во самиот реферат. Големиот англиски историчар Џон Тош, зборувајќи за значењето на историјата, меѓу другото запишал дека сите општества поседуваат колективно паметење, дека тоа представува огромен резервоар на искуства од кои црпат чувство на идентитет и насоки за движење. Всушност, ние денес преку ликот и делото на Гоце Делчев, изразени во колективната меморија на македонскиот народ, се обидуваме да дадеме историски одговори на некои актуелни теми, но и да предупредиме што ќе стане со едно општество и со еден народ на кој му пресушил или пак го распродава собствениот резервоар на искуства. Што ќе бидеме ние без собственото колективно паметење? Одговорот го дава еден друг историчар, норвежанинот Кнут Кјелстади, кој вери дека таквото општество наликува на човек заболен од склероза, кој заборавил од каде доаѓа, не знае што е, ниту каде ќе оди. Значи, нема минато, нема сегашност, нема иднина. Почитуваме. Историјата ја создава човекот и таа му служи на човекот. Во тие рамки, големите историски личности се водилките по патот на развојот на секој народ, во кој во нив го бара своето препознавање, својот идентитет, својот легитимитет на постоење, своите корени. Затоа е јасно дека секој кој посега по Македонија, посега и по личностите со кои се идентификува македонскиот народ и македонската борба. Може би посебен нишан имаше звездата што падна од кукушкото небо на домот на Делчеви на 4 февруари 1872 година, кога се роди првото машко чедо на султана и Никола. Тоа беше звезда што блесна и осветлуваше Македонија во најклучните мигови на нејзината борба за автономија. Не само една деценија револуционерна дејност, 1993-1903 година, Гоце Делчев ги сублимира и ги изрази вековните стремежи, борба, надежи, сите завршени и незапочнати битки на својот народ за слобода и државност. Времето во кое се родил, време кога Македонија била во стегите на султанскиот феудализам од една и бунтовниот карактер од друга страна ја предодредиле патеката на неговата судбина. Покрај Гоце, од семејството на Никола и султана Делчеви, за слободата на Македонија паднаа и двајцата други синови, Милан и Мице. Сестрата Руша пак стана символ на жена предадена на револуционерното дело, како и мајката султана. Двете жени на Делчеви, заедно со тројцата паднати јунаци, влегла во епската историја на Македонија како пример на пожртвуваност и секогаш ќе бидат дел од моралното и патриотското воспитување на младите генерации македонци. Гоце Делчев е историска личност, кај која, заедно со историската заслуга, неговите современици неподелено ги посочуваат и човечките доблести. Тој пленел со својата преданост, добрина, искреност и срдечност, знаел да разбере, да прости и да се обиде да ги превоспитува оние кои тргнале во спротивен правец од честноста и борбата, да ги обединува различните луѓе, менталитети и карактери,
Бил храбар, непокорен, вреден, истраен, способен организатор и безкомпромисен во однос на зацртаните цели на македонската борба, целосно посветен на возвишениот идеал на слободата, подготвен на саможртва и со висок револуционерен морал. Насочувајќи борбата против турското владење, а не против турците како народ, кај него немало шовинистички чувства, едноставно сакал луѓето да ги гледа како луѓе и се залагал за обединување на сите различни национално-верски елементи по знамето на револуционерната организација. Според неговите соборци, Делчев за македонското револуционерно движење бил тоа што бил Левски за бугарскиот, а Мацини за италијанскиот народ. Заедно со отделни водачи на внатрешната организација водел една совршено самостојна политика, стремејќи кон создавање на независна автономна Македонија. Неговите идеи, проткаени со социјалистички сваќања, немале никаков допир со бугарската влада. Гоце води немилосредна борба со бугарскиот шовинизам и неговиот инспиратор, бугарскиот двор, работејќи неумерно на теренот на револуционерната подготовка на народот. За него моралната револуција, револуцијата на умот, срцето и душата на еден поробен народ е најголемата задача. Но, покрај духовната школа, бил свесен дека за води неуспешна борба мора и систематска борбена обука, военна организација, што тој ја изградувал низ Четничкиот институт на Дмуро и пред се со нејзино добро вооружување. Кусиот и бурен животен век на Гоце Делчев завршува на 4. мај 1903, но неговиот посмртен век трае до денес, со сите плими и осеки на времињата, на политичките превирања и на големиот багаж на балканизмот што го носат оние кои не ја сватиле големата поента на неговата мисла, дека светот треба да биде поле за културен надпревар меѓу народите, а не поле за неизживеани шовинизми. Почитувани, се наоѓаме пред тежок историски испит како поединци и колективитет. Дали сме државотворен народ кој ќе ги чува и негова корените, или самите ќе си ги сечеме во безсмислата на некакви наводни добрососедски договори, чија цел е деноминација на нашето име и негирање на нашиот македонски идентитет. Се наоѓаме во најсилната офанзива на Третата Балканска војна, чија цел е конечно решение на македонското прашање преку спроведување духовен геноцид врз македонскиот народ. Во овие рамки, злоупотребата на историјата за остварување на политички цели добива невидени размери, а врв на абсурдноста во македонско-бугарските експертски пазарења за заедничка историја и спорот на која историја припаѓал Гоце Делчев. Минатото е нешто што објективно се случило и не може да се менува. Не може да се менува ни делото на една историска личност која влегла во повеќе од едновековната колективна меморија на народот, бидејќи тоа е дел од еден поширок општествен контекст со целата сложеност на дадените времиња. Делчев, покрај се тоа кажано, е символот на големата илинденска епопеја во македонската национално-ослободителна борба и со неговото име раснеа новите генерации македонски борци, а партизаните гинеа во текот на антифашистичката борба, која, меѓу другото, се водеше против бугарските сили кои беа сојузник на нацистичка Германија. Делчев тргнал по патот на една сурова неизвестност, борејќи се на два фронта. Прво, против владеачкиот султански режим за слобода и политичка автономија на Македонија како чекор кон нејзината државност, и второ, против секој надворешно мешање во македонското револуционерно дело, свесен дека турскиот ослободител ќе стане нов владетел. Затоа предупредувал дека ако Македонија не се ослободи со своји сили, таа ќе падне под некој од балканските држави или ќе биде разделена меѓу нив. Тогаш, вели Гоце, ќе бидеме метачи со половина опинок, подобро да не сме живи ако го допуштиме тоа. Презирајќи го предавството, тој беше жртва на уште едно од низата предавства со кои се уништуваше цветот на македонските револуционери. Но,
Тој силно ја презираше и смртта, поучувајќи ги своите соборци дека и неа треба да ја победат, бидејќи тие не си припаѓаат себе си, туку на делото за кое се борат. Како вистински учител, Делчев ги поттикнуваше обичните луѓе, народот, да има силна верба во своите способности, да раскина со подчинетоста најпрво во свеста и душата. Упорно ја бранеше самостојноста на македонската ослободителна борба, промовираше мисла за меѓуетнички соживот и културен напредок меѓу народите, со што остави трајни полуки и етички кодекс за идните генерации. Неговиот блик и дело беа и остана свето за секој македонец и затоа тој има заслужено место во вечната куќа на македонскиот опстој. Неговите коски почиваат во престолнината на слободна Македонија според заветот што самиот го остави. Затоа утре во 11 часот на нашето македонско свестилиште да се собереме сите и да му дадеме достојна почит.